5 нови авиолинии од ноември ќе стартуваат од Скопскиот аеродром, најави денес министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Стокхолм, Мадрид, Бари, Келн и Париз се 5 нови дестинации кои ќе имаат редовна линија до Скопје. Според министерот Николовски, ова значи повеќе поврзаност, туризам и нови економски можности за државата. Утрово потпишавме договор за 5 нови дестинации кои што ќе оперираат од Скопскиот аеродром. 5 нови авиолетови кои што ќе значат повеќе туристи во Македонија, повеќе бизнис во Македонија и повеќе можности за сите граѓани на Македонија. Веќе од месец ноември почнува редовна авионска линија Стокхолм-Скопје. Исто така, веќе од месец ноември почнува редовна авионска линија Мадрид-Скопје. А од декември почнува редовна авионска линија Бари-Скопје. Исто така од декември Келн-Скопје и исто така од декември Прага-Скопје. Ова се 5 нови авиолинии кои што за неколку месеци ќе почнат да оперираат од Скопскиот аеродром. Со 11 нови линии кои што веќе ги отворивме и овие 5 веќе зборуваме за 16 нови авиолинии за само една година. И тоа бројките го покажува. 1,5 милион патници се превезени само во првата половина од оваа година, додава Николовски. Дециден дека и во следниот период ќе има вакви новитети. Само во првата половина на оваа година од Скопскиот и Охридскиот аеродром се вкупно превезени 1,5 милион патници, што е зголемување за 5% на Скопскиот аеродром и е зголемување за 11% на Охридскиот аеродром. Во следниот период ќе има уште добри вести, најавувам дека ќе има уште нови авиолинии. Нека се соосреќа авиолиниите од Стокхолм, Мадрид, Бари, Келн и Прага, кои што ќе значат многу повеќе туристи за Македонија, многу повеќе бизнис и многу повеќе можности за сите жители на Македонија. Инаку дополнително, како што посочи министерот Николовски, во следниот период во Македонија се очекува да има нови авиолинии, со што граѓаните дополнително ќе имат можност да патуваат, а со тоа и да доаѓаат нови туристи во државата.